Измрзна во штарниците во село Лакавици и Балван. За неколку дена ќе се знае точната штета. Засега за среќа нема видливи штети кај виновата лоза, бидејќи истата може да издржи до речиси -2 степени. Земјоделците велат дека се зависи од тоа во каква фаза се сите земјоделски култури. Доколку истите веќе имаат цвет, помали се процентите за да останат неоштетени. Од нашиот регион тука Штипско, Лакавица, овоштарниците више таму имало и -2 степена и зависи у која фаза са. Таму се очекува дека ќе има повише измрзнување, исто и по Балван што има овоштарници. Кај овошките малку полоша ситуацијата. Кај виновата лоза се уште не се познава, меѓутоа за 2-3 дена ќе се види секаде каква е ситуацијата. Многу намален, ќе биде многу намален родот. За да ги заштитат своите земјоделски култури, производителите во моментот се снаоѓаат како знаат и умеат. Во безбедни зони тие палат огнови со цел заштита на површините кои се на праг да немаат род оваа година. Пробуваат да палат, некој слама, некој со зависи снавањат се, кој како, меѓутоа тие се големи површини, тешко тоа дека ќе успее. Палија, некои чекаа да палат, па не запалија затоа што мислеа дека температурата не надмина -1 и се очекува и оваа вечер да биде исто ладно, дури поладно, и затоа уште не знаеме што како ќе биде. Ќе видиме после 2-3 дена ќе се знае поточно каква ќе биде ситуацијата. Надоле по ресен слушам дека е се измрзнато, дека е многу лоша ситуацијата. Драстичен пат на вечерните температури се очекува и денеска во споредба со дневните. Според земјоделците, оваа промена ќе предизвика многу големи штети, па како што и тие велат, најверојатно оваа година ќе има слаба берба.